Ќе бидат маце играчите послободни во своите одбранбени задачи. За делот тактиката видовме Карабатич забележуваме во оваа одбрана 5-1 или 3-2-1 на француската репрезентација на таа позиција преден центар. Меѓутоа видовме во вчерашниот надпревар против Полска. Хрватите знаеа да сменат одбраната 6-0, 5-1 во второто полувреме, но одлично одигра Дувњак заедно со Балич, двајцата плеймейкери одлично се снајдоа во исто време на теренот. Дали можеби тоа ќе биде дел од тактиката, ако сега Валчич почнува на левата бековска позиција? Добро, ќе се види тоа со текот на времето, ќе се види кој што ќе направи. Меѓутоа сега се овие воведни моменти, така да не треба да видиме што одлучиле французите да играат, што одлучиле хрватите. Во секој случај ќе биде интересно надмудрувањето помеѓу најдобрите играчи на обете репрезентации. Многу ќе одлучат многу индивидуални моменти, многу групна тактика, одбраните на голманите ќе одлучат. Во секој случај последна пречка е голманот, а тоа се два извонредни голмани, така да ќе биде доста интересно. 36 одбранети удари на Лилович, 38 на Омејер и двајцата котираат многу високо. Најдобри одбрани на овој шампионат. Така е, дефинитивно според сите параметри на статистиката. Меѓутоа да видиме втор напад за Франција. Претходниот заврши со одлична асистенција на Балич за Вори на линијата од 6 метри. Имаше можеби еден удар во раката на Вори, судиите не досудија ништо. Сега Балич запрен. Секогаш ако мине ако на го мине првиот свој чувар, тогаш доаѓа на Динар, а знаеме веќе што значи Динар, но сега одбојување на линијата од 6 метри ќе нема погодок. Прва интервенција на Омејер, одличен почеток на францускиот голман. На спротивната страна Карабатич брани Лилович, она што го посакува во двајцата репрезентации. Меѓутоа контра на спротивната страна Вори. Прв погодок за водство на Хрватска со 1:0. Често Червар истакнуваше, така беше и во најавите пред овој надпревар, дека повредата на Валчич и исклучително малата минутажа на Лацковиќ се дополнителен хендикеп за неговата млада репрезентација, но на што го внесе Червар со подмедувањето на составот се чини со големата борбеност, го надградија, го надминаа неговите ракометари. Меѓутоа сепак се 7 играчи од бековската линија, така да има доста фонд на играчи Лино за да може да одговори на секоја поставена задача во играта. А сега на првиот погодок на Вориот контра одговори Сораин до за израмнување на 1:1. Рековме одлична, достојна замена 25 годишниот ракометар на Тулус за повредениот Бертран Жил, кој настапува во Хамбург, меѓутоа веќе на трет надпревар не може да им помогне на своите соиграчи. Вчера Хрватите против Полска 24:21 со фантастична игра пред се во второто полувреме. Франција се надмина себе си, го декласира Исланд 36:28, демонстрирајќи ја вистинската моќ токму во пресрет на големото финале. Мислам дека Лино знае Хрватска од каде доаѓа опасноста. Значи опасноста доаѓа на второто полувреме, каде што француската репрезентација навистина дава максимум. Французите знаат дека најголема опасност доаѓа од Балич, кој што го покажа и сега во овој последен. Така да тука ќе има доста тактичко надмудрување. Така, веројатно може да очекуваме онака како што одигра французите на претходните надпревари. Нема погодок, втора интервенција на Лилович. Значи се обидува французите речисли на сите претходни надпревари. Првото полувреме да го одиграат стабилно, да имаат минимално водство, но во секој случај да не бидат во голема негатива. Потоа се концентрира во второто полувреме. Меѓутоа сега можеби нема да биде така овој надпревар. Меѓутоа во секој случај тоа нонстоп беше успешно. Валчич, Балич и Бунтич во овој напад за хрватската репрезентација. Задоволен Лино Червар со се подобрите игри на Штрлек на левата крилна позиција. Вчера Зрнич заработи една повреда на бутниот мускул и последните информации велат дека сепак се рехабилитирал брзо и дека е подготвен. Вори незаменлив на линијата од 6 метри, едноставно го изнесе целиот шампионат Вори на свој грб. А не е само овој, мислам и минатиот во Хрватска и во Норвешка, Вори игра по 60 минути. И сега нема среќа, обид на Чупич од десната крилна позиција, полуконтра, Абало ќе се решили сам, влеса на Абало, да видиме ќе има 7 метри. Не успеа да затворат хрватските ракометари на време, прв удар од 7 метри
za francuskата репрезентација. Гиом Жоли 19-24 до овој 8-ми надпревар за двете репрезентации. Многу подвижен Абало, иако ги стакнуваше Червар пред се. Оние ракометари во Франција на бековските позиции, но дефинитивно Франција е едноставно јака на сите позиции. Продолжува Жоли со изведувањето на оваа серија 7 метри како изминатите надпревари, но на овој пат не минува крај Алиловиќ. Трета успешна интервенција, нереализиран ударот 7 за французите, останува 2:1. Поддршката максимална, како да се игра, особено кога се има ваква поддршка. Веројатно тоа е максимално дополнителен мотив за хрватите. Карабатич, Фернандес и Боске на надворешните позиции во нападот на Франција. Гигу нема простор за влез. Топка за Фернандес. Имаше ли овде двојно водење, да видиме што е досудено? Не имало прекршок на линијата од 6 метри, фаулирал Гојун. Инаку интересно, ќе видиме дали ќе биде тоа и официјално потврдено, неофицијално до некои информации до кои успеав да стигнам пред почетокот на овој надпревар, дека Јаков Гојун, ова момче младо во дресот на хрватската репрезентација, ќе биде прогласен за најдобар дефанзивец на шампионатот, иако одигра нешто повеќе од 2 часа. Овој пат убава соработка со левата крилна позиција. Гигу погодува. Веројатно гледаме малку поголем притисок на француската репрезентација преку крилната позиција, за да се расшири зоната на хрватите, за да можат потоа бековите да дојдат до израз. Има сега удар од 7 метри и на спротивната страна. Вуковиќ, односно Валчич биеше, Сорейндо заработува жолт картон. Еве уште еднаш ова акција, обид на Валчич одбрани Омејер. Нема да му ја сметаме секако ова одбрана. А да видиме. Чупич 26-33 од линијата од 7 метри. Сега речи си идентично како пред малку. Брани Омејер. Маните се во елемент. Нереализиран удар од 7 метри на двете страни, останува и натаму 2:2. Она како што се очекуваше, сега со помош на судиите, но топката сепак им припаѓа на хрватските ракометари. Во меѓувреме и четврта успешна интервенција на Алиловиќ. Еуфорија во гледалиштето. Фантастичен почеток, подготвени двете репрезентации да го дадат максимумот, иако французите делуваат дефинитивно посмирено, посамоуверено. Рекоа без оглед кој е противник, ова е финале, нема што веќе да се калкулира. Мислам, таа самоувереност си ги доведе до олимписко и светско злато. Меѓутоа, исто и хрватите се доста самоуверени во своите квалитети. Валчич во обид да комбинира со Вори на линијата од 6 метри, фаулиран, тешко се минува крај корпулентниот Дидие Динар со број 3. Десно забележувате Сорейндо на позицијата десен халф. Еве го Карабатич, има прекршок. Видиме, има нова опомена за Карабатич со жолт картон. Има овде многу жестоки дуели, но реков веројатно се она што треба да се случува на овој надпревар ќе го видиме во второто полувреме. Многу неизвестни надпревари зад себе во историјата на овие две репрезентации, кои се решавале во самиот финиш, и од тука реков тешко да се очекува дека некој ќе може во првото полувреме се стекне со предност малку погодоци. Вори обид со суфлист да мине над Омејер, меѓутоа фаулиран за втор удар од 7 метри. Многу често комбинираат со својот пикер французите. Доста одлична соработка помеѓу Вори и Балич, така да и тоа вродува плод. И доволно простор имаше овој пат за Вори, едноставно излегува напред да ги затворат бековските позиции. Знаат од каде доаѓа неголемата опасност французите од Ивано Балича. Да видиме втор удар од 7 метри. Овој пат Ведран Зрнич, откако претходно не успеа Чупич, Омејер останува на голот. Реализира Зрнич прв негов гол.